сега продолжуваме со разговор во нашето студио. Мојата колешка Искра е подготвена за тоа. Ке кажам добро утро. Добро утро, Слободанка. Црвен Кармен со црвени ме пастри, Викторија, нашата шминката. Прекрасна си. И секако нашиот гостин, морам да го поздравам и да му кажам добро утро и добре ни дојдовте. Никола Миланов, дипломиран инаку економист, но бизнисмен и писател. Мошто интересна тема. Јас кажав и на гледачите, со нетрпение ќе чекам да слушнам како размислувале парите и како материјалното ни овозможува нематеријално богатство. Мощна и убава тема. Да, мислам дека особено најинтересно за гледачите ќе добиеме практични совети за тоа како да штедиме. Тоа на сите ни е потребно како совет. Да, и едно од прашањето е како да се збогатиме. Одлично, повелете. Така што внимателно да слушаме. Никола, добро утро. Добро утро. Добро ни дојдовте во нашето студио, во нашата утринска за прв пат. За прв пат, да, ми причинува особено задоволство што сум тука со вас. Штом сте за прв пат, ќе мораме малку и ние да се запознаеме прво со вас, а и публиката да ја запознаеме со вас. Денес, ова утро сте во улога на писател, на бизнис литература, но освен тоа или пред се, сепак сте и дипломиран економист и бизнисмен. Така, и магистар по економски науки. Ако ги спомнуваме сите вокации. Ако што друго, да речеме, би издвоиле од белешка за авторот за вас? Што вие би потенцирале? Покрај оваа книга Како размислуваат парите, минатата година објавив 2 книги за деца, приказни за деца. Едната се вика приказни за снодливите ученици, а другата е приказни за стекнување на основни финански навики на децата. И всушност преку едноставни секојдневни случаи како да се вродат навики, односно карактеристики, да се стекнат карактеристики на децата кои што ќе им помогнат да бидат успешни луѓе. Друго нешто што јас, да речеме, вака ми остави впечаток лично од вашата биографија е тоа што непосредно по дипломирањето пред отприлика 10 години сте се приклучиле на вашиот семеен бизнис. Сега велат и воопшто во светот, не само кај нас, дека најуспешни се семејните бизниси. Се согласувате ли со тоа? Да. Семејниот бизнис е и навистина пред си одговорна работа. Дипломиран инаку пред 21 година. И веднаш после дипломирањето се влегов во фамилиарниот бизнис и таму увидов дека за да одиме напред, потребно е прво да ги научам правилата на игра. И затоа земав да даночната регулатива, сметководство, финански коефициенти. Сето она што нам не е шпанско село, тоа моравте да го научите. Знаете како, не сакате да си имате работа со државата и не треба да си имате. Но морате. Но морате, да. И затоа да се научат правилата на игра. Понатаму увидов дека ми недостасува знаење за маркетинг, преговарање, продавачки вештини, почнав да ги читав сите книги што ми дојдоа при рака. Одев на сите семинари од бизнис литература, така тоа. Буквално читав се што ги ми дојдеше при рака. За каков бизнис станува збор? Не правиме реклама, но отприлика за каков бизнис и кој се е вклучен во него? Работиме во градежништво, недвижнини, енергетика. И целото семејство е вклучено таму? Да, целото семејство. И за идните поколенија. Потесно. Никола, споменавте дека и ова ви е трета книга. Така. И предходните 2 се на истата тематика, иако за различна возраст. Да. Но сепак, ако треба да ги преведеме во една реченица, кажеме, сепак служат за финансиска едукација. Така е. Сега, она што мене ме интересира, како прво, како вовед да прашаме, е колку сме ние како народ финансиски писмени? Како би го оценили? Која оценка би ја дали? Која оценка? Видите, луѓето генерално се плашат од инвестирање. Стравот е разберлив, затоа што им е страв да не го изгубат тоа што го имаат. Сега, некои нации, некои држави се попредприемчиви, некои се помалку
помалку влегуваат во ризици. Кај нас, да речеме, повеќе владее чувај ги парите под перница. Да, но видите... И под јорган. Да. Знаете, со книга всушност сакав да постигнам цел дека заработувањето и не е толку нешто непознато или толку тешко. Не научна фантастика. Да, не, првата глава од книгата ја почнувам носи наслов дека за да заработите богатство, за да станете богати, не ви е потребна диплома по финанси. Не ви е потребен сите тие. Заработувањето е повеќе како ние се однесуваме спрема парите, како се нашите навики. Ајде вака, сватете ги парите како река, што тече, така. И сега, добро, кај некој поточи, кај некој голема река, окей, да. Ако успееме да направиме брана, така... Да ги задржиме кај нас. Така, да ги задржиме кај нас, и ќе има за наводнување. Символиката е таа. Така, ако успееме да ги задржиме парите, ги вложиме, ги инвестираме, се околу нас ќе биде плодно, разеленето, ќе биде рај. Но меѓутоа, ако дојдат и одате, за да го направиме, ова многу е, спомнавте дека ви интересират за штедење. Ако спомниме веќе ова, многу е важно да, како прва основна препорака што би ја кажал, е да се затвори минусот на картичка. Да, таа камата е многу голема и пие многу вода. И таа предпоставаме голема дупка во браната. Голема дупка, да, така би. Ајде да одиме вака поред. Значи, како размислуваат парите е во издание на Издавачкиот центар 3. Така е. Ние си имаме многу убава соработка со нив, но мораме искрено да ви признам, ни гостувале писатели од најразлични жанрови. Јас лично досега не сум имала искуство со промоција на бизнис литература, затоа би започнала таму да прашам за кого е наменета книгава? Дали е, за речеме, за стручна бизнис фила или за секој еден од нас? Воопшто, да, луѓето кога ќе спомне пари, одма име као нешто непознато. Знаете, јас уште кога студирав на економски факултет, кога ќе те прашат второ прашање, нели кога студираш, и таму има многу математика. Нема математика ово. Навистина, книгата е лесна, наменета е за широката публика, за секој што има или сака да има нешто повеќе. Напишано е од искуство, не е теорија. Тоа сакам да прашам, зошто некој би се одлучил своето искуство, сигурно со мака стекнато, не се стекнува преку ноќ, да го сподели со останатите? Знаете како, во Македонија има многу успешни луѓе, но тешко се доаѓа до нивната приказна, до нивното знаење, се чуваат за себе тајната, така? Па сега, некако не е пракса тоа се споделува. И нема да дознаеш како ти успеале, што направиле, каде сгрешиле, каде ја погодиле работата. Со ова сакав едноставно да ги охрабрам луѓето, да заработуваат повеќе. Како што го завршувам предговорот од книгата, се надевам дека оваа книга ќе ја поттикне на акција. Да, навистина, како да го истакнам доволно правењето на работите. Да започнете да ги правите работите. Да не бидеме пасивен наблюдувач, мораме нешто самите да превземеме. Така е, да. Јас имам извадив од кратката содржина нешто, би сакала така некако да го водиме разговорот. И некои цитати, велите, например, меката димензија на парите, која не се гледа, може да ве направи навистина богат човек. Која е таа мека димензија? Баш тоа однесување. Секој има богати луѓе од секој бизнис, од секој сектор. Понатаму се збогателе на различни возрасти, во различни држави. Значи се доаѓа до заклучокот дека стекнувањето голема количина пари не е поврзано со ниту еден сектор, со ниту еден бизнис, ниту возраст, со ништо, туку со начинот на однесување
што го имаме ние начинот кон однесување кон парите. Таа е таа мека димензија што не се гледа. Луѓето обично се го замислуваат тоа како финансиски извештаи, како бројки, како нешто многу напорно и стварно многу досадно за гледање. Но не, но меѓутоа е повеќе како ние се однесуваме и кон заработките, и кон тоа што го имаме. Затоа што со парите, знаете, има два проблеми. Еден е недостатокот, но меѓутоа вториот е вишокот на пари. А сите би сакале да го имаме да го имаме, да, но меѓутоа изгледа и тоа е проблем. Да, но меѓутоа и голем портфолио е тешко за менаџирање, не е така едноставна работа. Тежок терет. Ајде сега вториот дел од овој цитат, дека меката димензија на парите може да не направат на вистина да станеме богат човек. И тоа прашање што секој еден од нас си го поставил, како да се збогата. Да. Знаете како, инвестирањето не е копче што треба да се притисне и за да почнат да течат парите. Така, не постои такво нешто како направи го тоа и тоа си завршил работа. И има тука многу работи. Да, можеме да зборуваме и теоретски дека законот за компензација, дека нивото на заработување секогаш ќе зависи од тоа што го правиме, начинот на кој што го правиме и колку лесно може да те заменат во таа работа. Но пред се, пак ќе речам, е како ние како се однесуваме. Но ако целото тоа изгледа комплицирано, ајде да речеме, купувате акции на македонската берза. Фирми што ке нас има добри фирми што даваат солидна дивиденда, повисока од странските, а и цената, вредноста на годишно ниво им расте доста добро. Барем досега така беше. Но пред се, како една инвестиција што ќе истакнам како основна и како најважна е вложувањето во себе. Знаењето, за да почнат да ви дојдат идеите, за да почнат да знае како да се однесувате во одредена ситуација, навистина е потребно знаење. Треба да испорачате производ. Така, во кој бизнес да почнете да работите? Нека е градежништво, нека е изнаемување станови, нека е мебел правите, козметика, што и да правите. Треба да имате знаење. И колку повеќе знаење имате од својата дејност, толку сте повеќе на свој терен, така? Потоа ќе ви дојде самото. На тој начин сте почнале да се променувате. Кога сте почнале да стекнувате знаење, значи сте вовеле промена во својот живот. Промената е многу важна. Да почнеме со мали работи да се менуваме, како на пример, почнете со утрински вежби или некои работи, ама да почнеме промени, затоа што инерцијата сама ќе не понесе и ќе видиме колку всушност е убаво ни носат промените. Така да ќе почне се повеќе и повеќе да се инвестира во себе, само на тој начин ќе може да се постигнат успех. Никола, имате така своевидна и критика кон нашиот образовен систем. Велите дека на некој начин не функционира повеќе тоа старото размислување, нели, што го поимавме, особено претпоставувам во денешните бизнис услови. Да. Што би требало да се промени? Дали би требало, и така како што вие напишавте, книги за најрана возраст? Дали би требало, можеби, како некој предмет да се воведе во училиштето? Кој би требало да го држи тој предмет? Како да се доцираат децата од најмали нозе? Образованието е горе-доле исто секаде. Истиот принцип. Оди, имаш книга, учи, ќе те прашаат и на тестови ќе треба да напишеш. И затоа кај нас има една таква некој општо сваќање дека џабе ти е школо. Јас сум не го поддржувам гледиштето дека образованието е залудно. Напротив, и своите деца ги учам да си ги завршуваат обврските многу
работам и јас со супругата со нив да си ја завршат материјата што имаат на училиште. Но меѓутоа, покрај тоа, секојдневното однесување, еве како пример, имате задача по математика, не знаат да ја решат, така? И ќе ти дојдат, ќе им ја решиш. Не. И толку. Што сме направиле со тоа ништо, така? И они ќе напишат домашното, на школа се добри. Но јас секогаш би им рекол, пробај да ја решиш сам. Ја немаше да дојдам кај тебе да знаем да ја решам така. Пробај да ја решиш сам. И ќе видиш дека после известно време ќе почна, знаеш, кога ќе оземиш пенкалото и да треба да напишеш нешто, мислите ќе ти дојдат. Многу пати и така кога ќе сум рекол пробај да си решиш сам задачата, ќе си ја решат сами. Ќе си дојдат сами до решение. Во секојдневната едукација не да му воведеш на детето предмет пари, тоа е абстрактна работа. Тие дури мислат на картичка кога и да појдеш до банкомат, секогаш ќе си вадиш пари. Така, потребно им е, еве, баш како што си приказните за деца за книгите, однесување, навики, кои што ќе ги имаат, што ќе им помогнат за во живот. Како, например, активно слушање, како, например, концентрација, како, например, вежбање на одливост, не, пример, ако проблемот се јави, вака, пробај да свртиш работата од другата страна, може би решението ќе ти дојде. Повеќе такво однесување, доколку би нешто променило во образованието, генерално, повеќе би воведувал животни вештини. Баш тие секојдневно. Говорите и за алчноста и дека носењето емотивни одлуки може да доведат до финансиска катастрофа. Да. Значи, толку повторно се враќаме на тоа дека треба да го слушаме говорот на парите, така? Да. И па да го прашаме токму тоа клучно прашање како што и се нарекува нели книгата, како размислуваат парите? Да. Има една анегдота, знаете, дали ми требаше? Не. Дали го купив? Да. Сакам да го имам, да. Ама за да го искорениме тоа, може би добра пракса е да не носиме картичка со себе во новчаник, особено кога не планираме купување. Да, и јас си носам обично малце готовина. Знаеш, парите од картичка не болат. Кога ќе треба не. Да, освен после една недела кога ќе ти ја снема платата, тогаш. Да, тогаш. После една недела кога ќе ти ја снема платата. Да, тоа е интересно, знаеш, ние колку и да имаме покачување на платата, секогаш ќе се до крајно, така, и секогаш ќе зафали уште малце. И колку и да има, и секогаш со изговор дека само ама најосновното го купив. Да, ништо не купив. Ништо не купив, да. И секогаш тоа. Сега, ако не носиш картичка од себе, ако носиш само пари, нешто готовина, најчесто за ручек за еден во ресторан или износ за 2 книги да си купиш, ама не и двете работи, и ручек и книги. Значи да, некој така ограничено. Значи или ќе бидам гладна и писмена или неписмена, ама сита, така. Тоа е извод. Знаеш како, убаво е да почни да готвиме дома, или да си носиме храна од дома. Тоа е навистина добра најка. Имаше една драма во театар комедија Пар распар и главниот лик Оскар му се јавува бившата жена за да му се заблагодари дека прв пат после толку месеци ја уплатил алиментацијата на време и овој вика да, почнав да јадам дома, не јадам веќе надвор. Да, сопругата мен секогаш ме. Никола, знаете дека секогаш е времето кратко. Би сакала да ви искористам и во друга прилика за уште повеќе совети. Се надевам дека повторно ќе ни дојдете. Малку еве нека заживее прво книгата. Би ми било особено задоволство. Но за самиот крај сакам да ве прашам и тоа што ни е под прашањето во насловот, а тоа е како материјалното богатство ни овозможува нематеријално богатство. Да. Сега. Книгата ја почнам со еден цитат од Ворен Бафет кој што вели дека парите не се, погрешете се да заработите доволно пред да зборувате такви глупости. Или како
Одлично. Да. Или како што би рекол Џони Карсон, единственото нешто што ви го даваат парите е слободата да не се грижите за пари. Знаете дека во процесот на стекнување богатство, доколку ја загубите фамилијата, нема таква жиросметка кај што може да уплатите за да се ја вратите назад. И навистина, некогаш и подобро е да се откажеме од некоја добивка или да влеземе во некоја инвестиција доколку тоа би наштетило на фамилијата. Значи, во трката за пари да не се изгубиме и себе си, а и семејството, така некако му доаѓа. Децата да се едуцираат, затоа што тие се капиталот, се другото е пари. И не е важно колку пари имаш или што може да платиш. Работата е дали треба тоа да го купиш воопште, дали ти е потребно. И затоа точно дека парите може да вика дека парите го расипуваат човек, но меѓутоа знаат да бидат и голем едукатор доколку правилно се примерат. Јас би се послужил со еден цитат од Петриман Андреевски во неговото дело, кој што вели дека човек најмногу не верува кога се сомнева во себе си. Бидете храбри, не плашете се, почнете да ги правите работите, резултатите ќе дојдат. Никола, многу ви благодарам и на ова гостување и на овие совети. Слободанка, не знам дали цело време го пратиш разговорот, но го слушна тој дел дека картичката треба да си оставаме дома. Јас уште сега ти кажам. Ама јас и да ја оставам дома, ако видам нешто се враќам, ја земам, па купувам. Јас сакам да ти кажам дека јас ќе позајмам од тебе кога ќе оставам дома. Или така, на тој може принцип, така да се договориме, да. Ние сме си ваги малку со штедењето, не ни оди баш, нели најдобро. Затоа ќе си го викнеме повторно Никола и од трет пат ќе ни влезе нешто во глава. Па мислам дека во овие повозрасни веќе години треба малку повеќе да штедиме и вакви совети да слушаме повеќе. За вас возрастните. Кој ќе бидам возрастна ќе почнам да штедам. Така. Не, пред се навистина разговор кој што не сме го имале вака често. Нели, прв пат јас имам искуство со едно бизнес освежување литература. во утринската програма ни бевте и како гостини, од се тоа што имавме можност да го слушнеме од вас, но јас пред се мислам и ќе донесам еден заклучок дека и многу е важно и карактерот на човекот кога се во прашање парите. Ама за да рече мора и да смениме некои работи на себе, така и да се справиме малку и со тоа сакав да го кажам, треба да менуваме нешто за да штедиме. Да се промениш. Најтешко е да си кажеш самиот на себе си и да си послушаш. Ако ти кажат дојди утре у 8 ќе дојдеш, ама сам да си речиш нешто, па сега не мора. Во право сте, да. Многу ви благодарам за разговорот, интересен навистина за сите нас. Сигурно дека ќе се согласите и вие почитувани од ова што имавте можност да го слушнете од нашиот гостин.